Ги спомнавте 12-те некрстени денови, Да. кои што се Да. помеѓу Божик и Водици. Од Раѓањето и денот на крштувањето. раѓањето на Исус Христос до денот на неговото крштевање на Водици, има тие денови се наречени некрстени денови, и се смета дека во тие денови, особено во ноќите, се движеле разни вампири, караконџули, нечисти зли сили, кои што требало да им нанесат зло на луѓето, ама нашиот човек сепак наоѓал начин да се одбране од нив. Еден од тие начини е игрането на Русалиските игри. Русалии оделе од село во село, наоружени со сабји, со музика, зурли, тапани, да ги исплашат злите сили, да ги истерат од селото, ако не со тапано и со зурлите, со сабјите, кои што ги замавнувале лево, десно и играле цели 13 дена од Божек до Водици, и дури на Водици се пребирале во своите куќи, а на Водици знаеме какви ритуали има, вие тоа го снимате секоја година, фрлен на крстот во водата и така му светува на водата, бидејќи на тој ден е крстен Исус Христос. Пророкот Јован, свети Јован го крстил во Јордан, и таа традиција никој не може да прекине ни да одрекне, и ние се гордееме како православни христијани што имаме едни такви величествени празници како што е Божик и Велиден, на кој што се поклонува целиот свет, без разлика на вера. Значи, со една голема верба, преги што реков, и копте во Египет, кои што црквите им се под земјата, и најдалечните на северните предели христијаните, по ист ритуал го празнуваат и Божик и Велиден. Значи, каноните се почитат.